Првата веб страна за Шарпланина беше промовирана вчера во Тетово. Идејата за изработка на страната дојде од планинарскиот клуб Љуботен и планинарскиот дом Конак од Попова шапка, а помош добија од Македонското еколошко друштво. Оттаму велат дека овој вебсајт ќе придонесе не само за подобрување на планинскиот туризам, туку и за запознавање со убавините на Шара. Оваа веб страница е многу интересна и важна, не само за планинскиот туризам, туку и воопшто за вредностите на Шарпланина. Во суштина, тоа е и предноста на оваа веб страница, затоа што можат да се информираат луѓето за убавините, за биолошката разновидност и вредностите што ги има на Шарпланина и за можностите за посета, се разбира. Затоа мислам дека оваков тип на веб страница одамна требаше да биде направен, но ете, за среќа, малку со закаснување, се појави оваа веб страница и се надевам дека ќе биде посетувана и дека ќе дава информации доволно за сите заинтересирани. Веб страната содржи повеќе сегменти кои ги покажуваат природните убавини на Шарпланина, што ќе придонесе за поголема посета на туристи, вели Јован Божиновски од планинарскиот клуб Љуботен. Веб страна која што ќе биде преведена на англиски и албански, секако на македонски, и која што во текот на времето ќе се надоградува и секако дека ќе гледаме да секогаш да биде исполнета и они нови моменти да бидат присутни на оваа веб страна. Ова веб страна се состои од повеќе сегменти, односно повеќе линкови, кои што линкови имаат своја содржина. Има линк за историјата, што е еден дел кој што како наназад Шарпланина ја проучувале првите искачувања на Шарпланина, потоа има линк за географија каде што се геоморфолошките релефни и сите оние податоци метнати тука со фотографии. Секако исто така имаме дел со биологија, флора, фауна и ендемизам и на крајот ги имаме делот каде што има планински туризам, односно планинарски патеки и планинарски домови. Мислам дека овој сегмент од сите ќе биде најексплоатиран затоа што тука се објаснети сите планински патеки, се стремиме сите да одиме кон подобрување на оној планински туризам. Така да овој дел ги има сите информации и секој оној кој што се интересира, за да дојде на Шарпланина или било каде, сите оние основни информации ги има во овој линк и секако после овој линк може да оди на линковите на посебните домови или здруженија кои што организираат вакви манифестации. На веб страната ќе можат да се најдат сите информации и планинарски случувања поврзани со Попова шапка.